Ве најавивме гостување на пејачот Давид Ималков. Тој имаше промоција веќе во Хрватска на неговиот првенец или првиот студиски албум Дишам за нас, но сега вистинско време е да ја најавиме промоцијата во Македонија. Ќе се случува на 26 февруари во Сити Хол, но токму тој ќе ви ги каже деталите за и околу неговото првенче. Нели, а кога е првенче нешто најубаво. Добре дојде во ТВ Алфа. Така е. Да. Добро утро, Ана, и добро утро на сите гледачи и гледачки на Алфа телевизија. Задоволство ми е повторно да сум ваш гостин. Да, во последно време постојано некако си на ТВ Алфа, но Така ако добре дојден си, да, во секоја време. Така и се чувствувам. Да, чувајме Боже, нешто што одлично поминува и на нашата македонска музичка сцена, само за нели вовет. Како одамна ве немаше на нашата сцена, нели? Па затоа можеби гледачите ве подзаборавиле. Мислам дека не е така, но сепак вашата музичка кариера градите во Хрватска. Јас прво ќе те замолам да не се персирам. Па добро, секако се чувствувам многу сериозно кога ме персираш. Тоа е некако почит кон гостите кои влегуваат во медиумот ТВ Алфа, да. Ти благодарам. Токму така, некој време да кажам, не бев премногу присутен низ македонските медиуми, бидејќи сакав да имам нешто опипливо, нешто со што ќе се представам пред вас. Едноставно не сакав да продавам магла, нели како што велат. Сакав да се вратам со албум и со нови композиции кои се надевам ќе им се допаднат на слушателите. Затоа и на 26 февруар во среда во 20 часот во Сити Хол ќе имам промоција на македонското првенче. Да. За оние што можеби позаборавиле, Давид Ималков ја започна својата кариера во 2015 година на X Factor, Адрија во тоа време, нели? И ве забележа многумина, што ќе рече некој што досега направила некаква музичка кариера, од Тони Цетински, од Мирослав Рус, па дури кога ја отпеавте Фил од Роби Вилијамс, ви испрати албум со посвета и тоа го знам, да. Така. И некако почна убава енергија да ви даваат сите и ако едно срамежливо момче што навидум така изгледавте, сега не знам, тоа можеби некоја и добра маркетиншка финта ви беше, но добра. Па добро беше. Се трудам да не продавам никакви маркетинг финти, бидејќи како поминува времето, човек би заборавил, нели? Се трудам да бидам како сум дома со најблиските, со пријателите, така да бидам и пред камерите за јавноста да ме запознае подобро. Токму така, по завршувањето на X Factor добив многу понуди. Неколку понуди и добив повик од Тони Цетински, потоа го запознав и Мирослав Рус, со кој што прво започнавме едно убаво пријателство пред се. Ќе бидам најискрен, никогаш не сум имал дрскост, а ни храброст да го замолам да ми напише неколку песни, бидејќи знам со кого се има работено и можеби во тој момент не сум се чувствувал доволно зрел за песни од тој калибар, но тој сметал поинаку. Така да после година и пол дружба се роди една убава соработка, каде што токму песната Чувај ме Боже беше наша прва заедничка соработка, наше запознавање авторско пејачко. Чувствувавте ли, Давид, некоја одговорност пред се кон големиот наш уметник Тоше Пројски, затоа што тој најпрвен го трасираше патот на нас македонците до пошироката јавност на Балканот? Чувствувавте ли некоја, нели, пред се? Многу убаво не има најавено и представено. Тоше каде да се појавам, секаде зрачи една убава аура околу неговото име и неговото дело, како и на секој македонец, па така и на мене ми е пред се голема чест да ја представувам Македонија и се трудам да тоа биде достојно, а нормално и, како што велат, да ги бранам боите на љубовта како што треба, така да се чувствувам некако благословено што се бавам со оваа професија и ќе се потрудам да го работам тоа достојно се до крај. Ќе ја смените ли никогаш адресата во Скопје? Сега сте на релација Хрватска-Македонија, но постојано ангажман имате работен пред се во Хрватска. Да.
не ве препознаа доволно тука на македонската Не, музичка не, сцена не би или рекол решивте така. Не би таа рекол понуда да не ја некако да не ви излета од раце, па додека е жешка да искористите? Ана, на јас ќе некој ти начин. кажам, искрено, никогаш не сум се надевал дека ќе заминам од Скопје толку, да кажам, Бргу. на подолго и толку бргу. Едноставно, тука сум имал од секогаш се, пред се, семејство, фамилија, пријатели и така натака, еден свој свет кој сум го градал 20 и неколку години. Но и во Хрватска имате љубов. Така. Така да не сум се надевал дека така ќе одат патиштата, но едноставно се случи само од себе спонтано и ненадејно. Така да само се потрудив да го како да кажам, да ги следам знаците кои ми се отвараат. Така да Македонија е дефинитивно моја вечна адреса и секогаш ќе биде. Соработувате со македонските автори или постојано е Мирослав Рус, Миро Буљан, дел од авторите на... Имав некоја соработка со некои македонски автори, но се надевам дека ќе продолжи понатака. Да. Едно Дека на врапче ми вториот албум кажа дека сте имале убава енергија месециве и сте напишале писна за Македонија. А слушнаме? Така е. Не знам кој е тоа врапче, но многу ти кажало. Нема врска. Мило ми е што си слушнала и мило ми е што Не, никој не ми кажал. песна- Мојот ете новинарски така. така, инстинкт. Да. Се Истражував уште- малку. Така. Се уште не е таа песна прикажана во јавност, тек треба да се работи, но долго време лежеше во мене некоја песна и се чувствував должен да напишеме на таква песна за Земјата од каде што за земјата потекнува. од каде што потекнувам, така Ајде да малце да зборуваме и за студискиот албум, Може. мислам дека е вистинско време. Со оглед на тоа што имате средно музичко училиште, завршивте факултет за музичко уметност? уште неколку испити ми фалат на музичка академија. Кои испити? Проблем ми е што музичката академија бара да бидам редовен студент, но во овој момент не можам да бидам редовен студент, бидејќи имам доста обврски, доста патување и едноставно не можам да го постигнам тоа. Така да во меѓувреме завршив Да, академија за школување музички посебно продуцент внимание, да. во Загреб, така да пробувам музички да се надоградувам секојдневно. Добро. Ете, ќе чекаме да бидат и комплетен или Така. што не мора да значи во однос на кариерата, така некои други нешта што се битни, но зошто да не да бидете и музички образован. Тоа Така е е. некако плюс за Така е. вас. Дишам за нас. Студиски албум, имаше промоција во Хрватска, Така. како нели ексклузивец на Hit Records и менаџерката на Тоше Пројски ви помогна за хрватската промоција Лилјана Петровиќ и после долг период не појавувајќи се на такви јавни настани, па и медиумски пред се, таа ви помогна, имавте на вистина преубава промоција и меѓу останатото изјавила дека одамна не присуствувала на таква топла и убава промоција с убави луѓе и убава енергија. Многу ми е мило што конечно целата работа од 4 или 5 години ја држам во раце и можам гордо да ја представам пред било која публика. Првата промоција беше токму така во Хрватска, во Загреб и ми беше еден, да кажам, голем товар, една голема обврска. Крајот го красеше делото, бидејќи на промоцијата на вистина имаше премногу луѓе и на вистина помина во еден таков дух. Не се надевав дека ќе можам да постигнам нешто такво толку далеко од дома, но на вистина резултатот ме воодушеви и мило ми беше што всушност секој присутен кој беше на промоцијата всушност беше мој познаник, мој пријател, некој кој ми помогнал во некој дел од животот и поготово ме израдуваат тие големи имиња како Никша Братош, Миро Буљан, Лилјана Петровиќ ме почести со нејзиното присуство, така да се имавме една прекрасна вечер која се надевам ќе ја повториме и во Скопје и ќе ја направиме и уште поубава. Да. Дишам за нас прв студиски албум за Давид Тимаков, 26 февруари, промоцијата во Сити Хол, точно во 20 часот, да. Така.
Што секи имаат можност да слушнат најпрвен слушателите што ја сакаат, ја почитуваат вашата музика, а останатите нели гледачи на ТВ Алфа, можеби сакаат да присуствуваат на промоција. Добре деден. Така да ќе се 12 потрудам композиции се? Така, ќе се потрудам да бидам. Да, вили вистински приказни од животот на Давид Тимоков. Многу ми е мило што секоја песна на албумот не е, како што би рекол народот, не е штанцена, него е навистина пишувана по некои мои животни приказни, бидејќи со работката со Мирослав Рус дојде по едно пријателство. Ние долго време се запознававме, се спријателивме, така да знае голем дел од мојот живот и голем дел од мојот живот го преточи во песна. Така да секој оној кој ќе дојде на промоцијата, јас ќе се потрудам да го дочекам со песна и да ужива во таа вечер. Така да еве денеска навечер ми пристига бендот од Хрватска, така да ќе се потрудиме да направиме. Бендот е што го придружува Желјко Бебек? Така е. Да. Желјко Бебек, Здравко Чолич и така натака, но ќе се потрудам да секој присутен биде топло дочекан со песна. Во која насока ете некаков стил досегашен каков што имаше Давид или? Па на албумот има 12 композиции. Можам да кажам секоја е приказна за себе. Секоја композиција има во кој стил така генерално дух. Може да генерално би можеле да кажеме дека е во поп-рок стил, но имаме и некоја латино песна и фанки рок песна и рок песна и поп песна, така да се трудевме да со првиот албум покажеме повеќе светла на моите изведби, така да се надевам дека нешто добро направивме и дека успеавме во замислата. Како поминува во Хрватска, Дишам за нас? Многу убаво. Многу убаво и неочекувано добро. Поготово насловната песна песната која го носи албумот, се почесто и почесто станува песна за прв танц во Хрватска, што ми е така е. А за кого диша тогаш Давид Тимоков? Првенствено за музиката и за сите оние кои ја почитуваат мојата музика. На каков начин е градета кариерата во Хрватска, односно каде се имате настапи? Или постојано сте во студио, па гледате да излезе нешто квалитетно? Последниот период имав, односно бев повеќе присутен во студио, бидејќи морав да го завршам дискографскиот дел, да го завршам албумот и сите тие концерти и свирки ги префрливме за поиздавањето на албумот. Така да веќе се договорени неколку концерти летово. Мило ми е што првиот ќе биде токму во Нова Градишка, потоа во Ровињ, во Пула и така натака. Така да мило ми е што сето тоа иде по некој свој пат и се надевам дека достојано ќе го пратам тој пат. Да. И само кусо, кој најмногу поддршка ви даваше во тие надпреварувачки, да речам, денови, кога за прв пат се појавивте во X Factor Адрија и уште нешто, дали го сакате денот понеделник? Зашто денеска и тоа ни е меѓу стратот. Семејството ми беше дефинитивно најголема поддршка и не само блиското семејство, него целата фамилија. Благодарен сум на Бога што имам една прекрасна фамилија, така да голем поздрав до сите нив кои не гледаат верно каде да патувам. Тие се со мене. Во Загреб на промоцијата ми беа гости. Секој викенд кога беше X Factor патува за Белград да ме поддржа, така да мило ми е што имам таква фамилија. А денот понеделник од секогаш бил возбудлив за мене, бидејќи носел некои нови авантури, така да ден кој ја најавува неделата, а јас сакам да работам, сакам да се борам за оно што го сакам, така да мене ми е понеделник еден од омилените денови. Да, и ова последно ми се допадна, велите, верувам во љубовта, за вистинската љубов се потребни храброст и чисто срце, макар и кога љубовта е надалечена. Апсолутно се согласувам со сето ова, верувајте понатаму во љубовта, ние ќе веруваме во вас и ќе презентираме сето она што правите за нас, односно слушателите, гледачите, па и ние како медиум да ве поддржиме како музичка кариера на Давид Тимоков. Благодарен што повторно вака топло ме пречекавте и секогаш како да кажем радо ќе се јавам повторно кај вас. Така да ќе се трудам да
да работам и понатака со ова темпо, дури малку побрзо него што беше Дај да ни издавањето се вратите на во првиот албум. Македонија и тука да Тука сум, да си тука сум. отворите и Така да останатата ќе се кариера. борам, Но ќе се без борам. разлика ето. Хрватска не е толку далеку. Така е. Јас сакам да се изборам да секаде на Балканот достојно ја представам Македонија и да им покажам дека навистина Македонија е еден непресушен извор на музички таленти првенствено и на добри луѓе. Апсолутно се согласувам со ова. Да, ви благодарам за гостувањето во Добро утро секое Ви утро благодарам и и јас на успешна вас. и промоција на Дишам за нас и понатамошна ваша музичка Ви кариера. благодарам и само ќе кажам до гледање.